како што најавивме, започнуваме и продолжуваме со нова тема. Овој пат тема на разговор се правата на пензионерите. По овој повод го поканив Славко Лазовски, пензионер од Сдруженијето на пензионери од подрачна единица во Бутел, со кој ќе се обидеме да поразговараме за нивната иницијатива, која мисла да ја достават до Сојузот на пензионерите, меѓутоа и до другите надлежни државни институции. Добар ден, господине Лазовски. Во најавата кажав дека сте пензионер, а ќе искориста можноста да кажам дека сте и поранешен и сегашен експерт за даночна политика, која како политика ќе ја говориме во продолжение на емисијата. Меѓутоа, прво за главниот повод. Деновиве започнавте една иницијатива за остварување на правата на пензионерите низ призма на правната регулатива што постои и низ ситуација која вие имате сознанија како работи Сојузот на пензионерите. Во интерес на гледачите, јас ќе потенцирам дека деновиве закажавте протест, така да кажеме. Меѓутоа, најмалку ме мотивираше протестот што вие ќе го искажете, колку што ме мотивираа вашите предлози да се подобри работењето на пензионерската организација. Каде ги ставате акцентот на вашата критика на работењето на пензионерската организација? Па нашите критики се во насока на од поголема отвореност, транспарентност, домаќинско трошење на парите од членарината и повеќе многу податоци околу средствата Солидарниот фонд, од кои се собираат средства за погребални трошоци на наши членови кои ќе починат. Ние сме као држава со едно специфично решение да од 2006 година навака има во Законот за пензијско и инвалидско осигурување законски одредби според кои од секој пензионер, односно при исплатата на пензиите, фондот може да задржи два износа. Тоа е износот за придонес за Солидарниот фонд и членарина. Ретко е тоа. Фактички, се уште не сме нашли земја која има такво решение. Сега, бидејќи станува збор и за едната, и за другите прилично големи средства, нашата заинтересираност беше да видиме каде, како, колку се трошат и за кои цели се трошат тие средства. Па така дојдене. Поелете. Прашањето ми е, вие сакате да кажете дека законодавецот, во случајот собранието, со донесување закон, без да ве праша, симнува од вашата сметка пари и ги префрла на посебна сметка на Сојузот на пензионери. Добро, законодавецот не можеме да го виниме дека без да не праша, Добро. затоа што при првото, пред да се добие решението за пензија, фондот ни понудува една изјава во која стои дали сакате да бидете член на Сдруженијето, на пензионерските здруженија таму кај што живеете и дали сакате дел од вашата пензија да се одбие за Солидарниот фонд. И фактички со ова се покриваат. Фактички да. Нема, скоро да нема пензионер кој нема да потпише таква изјава, освен оние пензионери кои имаат многу високи пензии. За него тие средства што ги добива за неговото семејство, за погребални надуме се за многу помали? Многу мали. За него не значи 500 евра или 30.000 денари ништо, но за сите нас останатите скоро 98% и нешто повеќе потпишуваме така изјава при пензионирањето и врз основа на тоа фондот секој месец собира. На тој начин, то така е. Имате податок колку е вкупното количество средства што се собираат на овој начин? Така, значи, никаде немате да најдете точно... Зар немаат финансиски извештај на крајот од годината? Точно прецизни податоци колку се собираат каде, но ако се анализираат расположивите податоци што ги презентира фондот, па посебно таму државната ревизија што прави секоја година, обврска има да прави ревизија во фондовите, потоа извештајот од Сојузот на пензионерите и бледо
некои издруженија, општински издруженија објавуваат на своите веб страници какви такви некои податоци, може да се согледа, да се направи убав преглед колку средства се собираат. Од прилика средствата за солидарниот фонд изнесуваат околу 8 милиона евра годишно, а овие изнесуваат за ценарина 1.800.000 евра годишно. И сега нормално тоа се распределуваат, нели, фондот исплатува на секој на семејството, односно како што и тамо на лице кој ќе ги поднесе трошоците за погребувањето, исплатува 30.000 денари, а ценарината фондот ја запира и уплатува во насметка на Сојузот на пензионерите, од која идат 27,5 денари иде во општинското здружение, а 22,5 иде во Сојузот. Сметката само што е годишната сметка што е сега виделна на страницата на на Сојузот на пензионерите изнесува околу 150.000 евра годишно. Значи толку тие 2,5 денари годишно се собира во Сојузот. Начинот на кој што го објаснивте прибирањето на средствата и нивното вкупно количество, без да имате увид на начинот на работење, ме упатува да ви поставам прашање кое е поврзано со статусот на Сојузот на пензионери. Тие се регистрирани според законот за здруженија и фондации? Да. Тоа значи дека и тие се обврзани на годишното собрание да поднесат финансиски извештаи? Два извештаи. Значи, според законот за здруженија на секое годишно собрание се поднесуваат два извештаи, наративен извештај и финансиски извештај. Меѓутоа, нема скоро да нема општинско здружение кој ги поднесува двата извештаи, а Сојузот има една одлука за прифаќање на годишната сметка во која само бегло ги нагласува вкупните приходи, вкупните расходи, толку е така, тоа е веќе недоволно и тоа Оваа состојба ја лоцирате сега актуелна како ова раководство или ја лоцирате како состојба на повеќе раководства, како модел на работење? На раководства, посебно од 2011-2012 нака се забележува едно да не речам нетранспарентно, недомачинско или непродуктивно трошење на парите на пензионерите. Да нагласам уште еднаш, ова не се пари кои се влегуваат во буџетот или државни пари, што би рекле, тоа се наши лични пари. Значи фондот ни сопира нас и ни ги дава на располагање на некој друг, а не нас. И сега ние нормално си бараме ние да одлучуваме за нашите пари. Да се вратиме ништо без нас. Уште не една правна ситуација во која што го објаснивте начинот како всушност, сега ќе речам, ви ги зема парите Сојузот на пензионери со таа изјава. Нема да ја наречеме така наречена, за оглед дека е правно издржана. Правно издржана, нема тука во законот 115-116. И очигледно дека имате предлог кој различно, целосно го третира ова прашање и кој ќе го изложите на вашите колеги. Што е предлогот? И па вака, нели, анализирајќи ги овие одредби во законот и гледајќи што се случува во праксата, почнавме да истражуваме што се случува, односно какви решенија имаат околните земји и какви решенија имаат, да кажеме, оние земји со кои сакаме да се споредуваме. Никаде прво не најдоне вакви решенија и нашите размислувања се во повеќе насоки. Значи, морам да кажам дека ние не сме така монолитни како што изгледа пензионерите. Сите имаат барања вакви и такви околу тоа. Некој бара да се разделат чланарината и трошоците за погреб, значи не да иде под солидарниот фонд. Да придоне за солидарниот фонд, така се вика тоа. Да не биде само за погреб, веројатно и за друга намена ги користат. Не, да се разделат, прво да се разделат. Да се разделат. На поинаков начин да се подделат средствата, а главниот предлог ни е
да придонесува за солидарниот фонд да помине како законско утврдено право на секој пензионер. Затоа што гледаме... Тоа значи дека од буџетот ќе се издвојуваат средства директно од фондот, од фондот за пензијско инвалидско осигурување. Тој мораме да јасно да ни е дека заздравува, тој е веќе стабилен за неколку 5-6 години тој ќе има вишок на приходите над расходите, така да оптимистичка проекција. Да, сигурно. А бројот на пензионерите ќе паѓа, како што е во сите земји, така и веќе се порастот на бројот на пензионерите опаѓа. Значи очекуваме А бројот на оние што уплатуваат се зголемува нивните плата, нивниот основ. Фондот сепак и управата за приходи преку таа здружена наплата успеваат да бидат поуспешни во наплатата, така да средства во фондот ќе има повеќе, а колку сметате дека или дали сте размислувале по тоа прашање да биде издвојувањето од фондот за овој солидарен фонд? Колку мислите, дали треба да остане истиот износ сега што е или би го оделе на зголемување? Па сега малку ковидот ни ги поремети, нели, сметките и се забележува во Сојузот велат дека 1400 наши колеги се уште не ги добиле средствата за надоме за погребалните трошоци. Тоа значи дека солидарниот фонд, пак да нагласам дека солидарниот фонд е издвоена сметка, ако е во фондот за ПИОМ, ама издвоена сметка и таму за време на ковидот се јавил некој дефицит и фондот наоѓа решение што ги одлага исплатите за неколку месеци, меѓутоа брзо ќе во текот на оваа година, можеби до средината на летото, ќе ги исплати сите и така ќе влеземе во една нормална ситуација и мислам дека тие не се многу средства за погребални трошоци. Посебно... Меѓутоа, тие се на пензионерите. Сега ве прашав колку треба... Сега тоа ќе биде на товар на придонесот за пензијско инвалидско осигурување, односно генерацијската солидарност од вработените. Да не биде од сметката на пензионерот. Покрива и погребалните трошоци, што е во решение во многу земји. Имате предлог решение колку да биде таа висина на издвојување? Во процент или во износ? Од прилика многу мал, 0,5, 1, евентуално тука. Мислам, че лесно е тоа да се направат пресметките. Колку би задоволиле потребите? Би задоволиле потребите. На крај, нели, праксата ќе ги потврди состојбите на вистински начин колку е. Ова како решение ќе го доставите прво до собранието на Сојузот на пензионери, а потоа, веројатно, ако добиете мнозинство, веројатно би оделе со предлог пред фондот или пред законодавниот дом за се измена законот. Сега, најверојатно ќе одиме пред да бараме овластени предлагачи на законот за пензијско, односно... Имате разбирање во Министерството за труд и социјална политика? Солидно. Значи, бевме прилично изненадени, министерката морам да е се убави зборови, да не е пофалам, али коректно се однесуваше работа и настојува во секој момент да не прими, да ни помогне, да ни објасни, ни сручни ни стојат на располагање, но се надеваме дека ќе успееме или преку Министерството за труд и социјална политика или преку пратениците да го прогураме, односно да се обидеме законодавецот да го измени овие одредби во законот. Имате опозиција? Па сега не, мислам дека не. Само е тоа мислам опозиција и во општеството, опозиција и во здруженијето, опозиција во однос на тоа, на идеиве, на предлозиве. Разни варијанти се и во игра. А тоа не е тоа не е спор, тоа не е. Али да некој се спротивставува практично нема. Нема и тоа не охрабрува да
издржиме во настојувањето да ги промениме состојбите. Еден пријател ми рече дека многу е разнолика пензионерската организација, почнувајќи од работното место што го имале луѓето, образованието, местото на живење, и навистина е хетерогена, односно е многу тешко да се дојде до воедначен став. Како успевате? Ама тоа е богатството на оваа организација. Значи имаме огромни човечки ресурси со нас, кои треба да се стават во функција на подобрување на одредени состојби, како во општеството, а пред се во пензионерската организација. И мислиме дека имаме сили да ги изнесеме овие предлози на виделина. Да укажам на една ситуација од моментот кога го добив вашето писмо и од како го направивме разговорот, мене ми се допадна идејата за разговор со вас за пензионерските права, би рекле сега. Меѓутоа, многу повеќе ми се допадна идејата за предлозите, во кој се покажува дека колку повеќе е образован граѓанинот, може да си ги знае своите права, да ги знае формите и да ги оствари своите права. Господине Лазовски, дали сте оптимист? Многу. Многу? Да. Ја очекувам дека практично ние нема кој се спротивставува на овие наши предлози, барања и така натаму. И во целиот пакет очекувате да се подобри? Добро, таму има спротивставување, нели, лични интереси, така, да сменат од однесувањето, така. Тоа веќе е сосема друго. Но околу овој солидарниот фонд жената релативно немаме противници, со тоа што треба да се направи сепак една добра тактика која мислам дека ќе ни даде во првата фаза да не ги развојуваме придонесот за солидарниот фонд и жената, туку да понудиме едно решение во која по оние пензионери кои се испод просечната пензија да бидат ослободени, а оние над да плаќаат придонес во, не знам како ќе го наречеме, тој по стапка од 0,5% и од прилика се собираат исти износи на средства, така да за оние наши колеги кои имаат мали пензија, него да му оставите 18 динари секој месец, 12 месеци во годината е значајна работа. А оние кои имаат надпросечни пензии, да 0,5% е детска играчка. Очигледно дека многу комплексно сте пристапиле на ова прашање. Веројатно работниот век како експерт за даночна политика во Министерството за финансии направило да видите прецизен и не е точна сметката ако пресметката е погрешна, така? Да. Сега мене прашањето ми оди во една друга насока, а таа е поврзана со начинот на прибирање на данокот и дали државава добро го прибира данокот. Што велат вашите анализи? Прво морам да кажам дека државата се поуспешно и поуспешно го собира данок. Во споредба со што? Со други држави или со порано? Не, во споредба порано. Со порано, добро. Но во споредба со други држави многу сме назад, така. Многу сме уште назад и многу треба подобрувања на сите полиња. И во законодавниот дел, и во практичното спроведување на законите. Сега, тргнуваме од вообичајните или тие главните слабости на нашиот даночен систем. А тоа е дека е многу спор. Нашиот даночен систем ние во основа е многу спор. Сите системи или подсистеми, ако економската политика е еден систем, а подсистемите се, не знам, образование, пензиски систем, па оние системи во која раката на државата се е поприсутна, царинскиот даночен безбедност систем, тие подсистеми се одвиваат со многу големи трошоци. Значи, многу... И тоа и за пензискиот систем, заборавиме да кажеме дека, пак да се вратам на пензискиот систем, дека дневно, за секој работен ден, за реализирање, за остварување на пензискиот систем се трошат 1.400.000 евра, што е многу. Значи, не е трошокот
исплатата на пензијата, туку од трошоците околу таа исплата што станува. Тука е многу. Имате предлоги тоа да се подобри? И тоа имаме да се намалува. Сега, што е решението? Самиот приод да се системите забрзаат, како носи кон намалување на трошоци. И една друга работа, нели ние ги отпочнуваме преговорите и така натаму, Европската унија ќе дојде и ќе ги среди тие прашања. Она што го видоме во Словенија, Хрватска, Бугарија, 2-3 години пред самиот прием во Европската унија се настојуваат да се смалат трошоците на одржување на системите. И тогаш е она, како се вика, диктатот на Европската унија. Ова ќе намалите, ова. И ја мислам дека ќе даде резултат. Ќе даде многу резултатот и потоа со такви резултати во намалување на тие трошоци, системите или подсистемите стануваат поприфатливи за граѓаните. Значи, кога ќе му кажете дека сега наместо 1.000.000 трошиме 500.000, браво. Така? Или веројатно начинот на прибирање на данокот ќе може да се наполни буџетот за тие пари поштено се покористат за општо јавно добро. Да. Сега ме прашувате за Сега второто прашање сакам да ве прашам, поврзано е со оданочувањето на една категорија, на една област или на едно прашање, а станува збор за оданочување на верските заедници. Како експерт за финансиско работење, бевте член, исправете ме, во 2014 година член на комисија за изработка на решението? Не, порано. Порано беше? 2002-2003 почнавме да работите на законот. Да. Ова е многу битно со оглед дека очигледно не сте оделена работа штом закон не донесовте. Или вие требаше да го напишете, а друг да го донесе? Не добивте благослов? Не. Почнаме се формира работна група, почнаме да работиме на законот за верскиот данок, како што го имаат многу земји. Групата беше генералниот секретар на Синодот, професорот не е ни важно имињата, але професорката од правен факултет Александра Максимовска и јас. И ние почнавме да работиме и скоро со законскиот текст бевме готови, бидејќи има искуство, богато искуство. Пред тоа само да кажам дека и во Хрватска и во Словенија се водеше многу големи дебати околу воведување на верскиот. Тоа ни помогна, нели, да бидеме побрзи во пишувањето на текстот, односно во понудата на решенијата. И таман бевне скоро готови со текстот, секретарот на Синодот вели дедо Стефан го повлече благословот и ние престанавме работата. Да кажам, добро, а нели е тоа политика на државата, не на верската заедница? Не знам, тука настана некој недоразбирање и така, и ние така остана текстот. Нема политичка клима денес да се актуализира ова прашање? Не знам, мислам дека на крајот на криштата ќе мора да го решиме. Мислам дека завлегуваме во една погрешна политика, во тоа дека не треба да одиме напред со даноците, дека да се останат. Мислам дека останат така состојбите како што се, а тоа е мисечини погрешно, затоа што без засилено оданочување нема развој. Ние сега се споредуваме со Франција, Германија, она што прават во даночните системи. Ама ако се споредуваме со тие земји, истите земји кога биле на исто ниво или тука приближно, ќе видиме една работа што ми паѓа во очи. Нивните буџети секоја трета и четврта година се дуплирале. Тоа значи во тие 3-4 години, ама засилено оданочување. И така го достигнале. Фактички со готовината на средствата не морале да земат кредити. Така е. Не морале да платат камата. Фактички, ако нели ние велиме
благо ќе оданочуваме, ама ќе ни порасне јавниот долг. Тоа што значи? Дека даночниот товар го преселуваме на идните генерации. Идните генерации повторно се содруваат со генерациите, врсниците од другите развиените земји. И неправедно ние им пренесуваме поголем товар отколку ние треба во овој момент да преземеме. Следно прашање е повеќе констатација која јас можам да ја изведам и како граѓанин и како човек што ја следи оваа проблематика подолго време, а гласи: дали се согласувате дека помина времето на перцепција и на фактичка состојба дека верските заедници не можат да глумат дека се сиромашни, особено кога им е вратен имотот и особено кога на вистина за своите услуги наплатуваат од граѓаните? Тука би ја искористил една ситуација дека државата нема увид во нивната сметка, а исто така ќе се согласите дека во мојата, во вашата и во сметката на сите правни лица преку УЈП, државата има увид. Ние не можеме во едно средено демократско општество и држава членка кандидат за Европска унија да некој субјект не плаќа данок и државата да нема увид од каде му се средствата и каде ги пласира. Така е. Државата има увид во секоја сметка од нас и не само овде, туку и надвор. Преку правна размена на информации, даночните управи многу лесно можат да проверат многу сметки, многу имоти, многу деловни потфати и во странство што ги изведуваат наши граѓани или фирми. Сега, малку е, нели, тука кон верските заедници се однесуваме малку поинаку. Мислите вие или државата? Не, државата. Така е подобро. Државата. Инаку, во однос на регулативата, ако ја погледнеме, државата правилно си ги третира верските заедници. Таму нема никакви даночни ослободувања или попусти за верските заедници. Туку се оданочуваат како и сите други. Тие им треба да имаат регистар каса, треба да поднесуваат пријави. Ама треба да имаат. Правата. Да, законот. Немаат. Па сега... Немаат, вие кога влегувате, кога плаќате за услуга во верски објект, не ви издават фискална сметка. Или може би денеска им почнале, па ја не сум информиран. Нема, јас колку знам, не поднес. Така е. Има една реченица дека верските заедници со плаќањето данок всушност си ја манифестираат својата љубов спрема државата и народот. А веројатно и на сите верници и атеисти ќе им се допадне онаа максима на Бога Божјото, на царот царевото. Во Евангелието според Лука, Исус изговара едно од неговите најпознати изјави: дајте го царевото на царот, а Божјото на Бога. Без тоа не може да се гради заедница во чиј контекст ќе се поучуваат и ќе се негуваат вредностите на небото. Оваа реченица е позната кај христијаните, веројатно да најдев некоја ќе најдев и од другите верски заедници. Меѓутоа, оди ли оваа во насока дека учителот им кажал на сите потомци дека данок мора да се плаќа? Да, значи оди во таа насока и ама не го слушаат, изгледа. Не им се допаѓа. Па добро, сега. Ма не е добро. Многу работи не се онака како што... Не, ова е догма, ова не е закон. Така е. Ние законите можеме да ги смениме. Јас од моето искуство можам да кажам неколку работи. До воведување на ДДВ постоеше законот за данокот на промет на производи и услуги. Верските заедници, односно црквите и манастирите, пази, поинаква терминологија беше, беа ослободени од данокот на промет врз основа една изјава за репродукција која ќе даде црковниот одбор. Сакаме да градиме нова црква, ќе дадеме едно писмо и ќе набавиме тулиц, не знам, керамиди и све така, и ќе изградиме без данок државата, без да си го земе својата. Тогаш, бидејќи многу црковни одбори преамбициозно се задолжува, МПЦ одлучи црквите и манастирите да ги регистрираат како посебни правни лица во прометот и тие сносеа даночна одговорност за
за своите направени долгови. Значи не ги пренеса на МПЦ. Сега кога дојде денацизација од 2000, МПЦ се однесува поинаку. Ние во законот стои дека треба имото да се врати од оној манастир или црква на кој е одземен 45-6 до не знам која година. Сега МПЦ вели не, наше. На МПЦ и така. Значи забележуваме едно тука е судино така. Законите за нив не се знам добри, дека така. вие сте стручнак за црковни прашања, па се прашањата летаат околу тоа. Судирот меѓу МПЦ и Сопиште во околу црквата и вратениот имот. Јас тогаш бев во комисијата, јас го пишував решението за враќање на тој имот на црквата Мина или Елена, не знам како се вика во Сопиште, и отидов таму и им го предадов решението, се качив на бината, но од Министерството ми рекоа само да речеш благодарам и ништо повеќе. Тоа ми останава вака. Тоа добра политичка Добра порака. политичка. Ништо друго не смеев да кажам, да коментирам и така. Господин Лазовски, навистина инспиративно е да се разговара со вас, веројатно ќе ве поканам и друг пат за оваа тема. А ќе завршам со отворање на една нова тема и во интерес на времето само кусо. Дали можеме економски гледано или стручно гледано неплаќањето данок од страна на верските заедници да го подведеме под елементот сива економија? Може. Може? Може. Тоа значи дека и кривично дело. Па зависи од износ. Таму кривично дело е колку 4, 5, 6 плати. Тоа ќе кажат правниците. Наше е да го отвориме. Да, има член во законот. Така е. Така, може. Меѓутоа, јас колку знам, даночното тело, односно нашата УЈП, не се осмелува да дзирне во работењето на верските Па еве, заедници. ние ќе создадеме атмосфера дека и тие се неприкосновени, не се толку светци дека не треба да знаеме колку приход собираат од граѓаните. На крај на тие се пари на граѓаните. Така е. Јас немам задршка во однос на оваа тема и на темата сива економија. На истиот начин ја отворивме и со други луѓе. Веројатно ќе имаме можност да разговараме на темата за даночната политика, бидејќи сметам дека добра даночна политика е основа за развој на општеството. Еве имавме минатиот пат ситуација во која што еден министер не потпиша за еврообврзницата, па загубивме 100 милиони, па добивме поголема камата, а експертот што беше присутен во студиото Павле Гацов, со други зборови, рече дека со добро прибирање на средствата ние всушност не мора потреба се задолжуваме и да земаме толку скапи или толку непривлечни кредити. Така е. Ние даночниците, посебно ние оние кои сме во пензија, веќе малку имаме поголема слобода да зборуваме. Да кажете затоа што не сте вработени. Не сме таму, таму кога бевне молче. Баравне да се воведе така наречена фискална одговорност, односно изјава, кога секој ќе преземе новата функција, новата должност, потпишува изјава, фискална изјава, како што е на запад. Таа фискална изјава не кажува само дека напред од следните години во неговиот мандат ќе се почитуваат строгите буџетски ограничувања, туку вели во следните 2 години ќе ги отстранам сите неправилности што претходниот ги направил. А не да прави нови. Не да нови. Така да ако професорот Тупанчевски имаше подпишано таква изјава, ќе имаше голем проблем. Ќе беше во голем проблем затоа што настана очигледна штета. Ја така барем мислам. Ама не може поинаку да се каже освен штета. Да. Господине Лазовски, ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека успеавте да ги изложите и предлозите поврзани со пензискиот фонд. Се надевам на наредните настани, вие ги нарековте организирање на протести, дека ќе ви дојдат поддржувачите. Бројот на опозицијата за вашите предлози ќе биде помал и да се надеваме дека законодавниот дом ќе ги прифати вашите предлози во интерес на пензионерите. Само да кажем дека не сме само ние пензионерите отпадници, вака да речеме, или незадоволни од Бутел, туку со нас се Чуча Сандевок, Ѓорче Петров, Кисела вода, Газибава, Кисело и Зеленко 6.
Значи му Не ми беше даваме целта некоја да ги тежина декларираме сите, на- вие имате право да кажете дека ве праведно е да кажам дека Дека и и тие се они залагаат, учествуваат и они допринесуваат за отстранување на многу бројните слабости во работењето на пензионерската организација. Уште една емисија со едукација и информација во интерес на општото добро. Да, Ви благодарам ја за ви разговор. благодарам исто така. Почитувани гледачи, беше тоа Славко Лазовски, поранешен и сегашен експерт за даночна политика, меѓутоа член во пензионерско здружение кое се бори за правата на пензионерите низ правните лавиринти на нашата држава. Продолжуваме со нов рекламен блок.